Благодарам, господин Джафери. Почитувам Велковски, доаѓаме од општина во која што спортот се гаи, во која што има многу спортски клубови, спортски школи и имаме одговорност кон тие граѓани, кон дечињата кои што спортуваат, кон родителите кои што ги стимулираат своите деца да спортуваат и така натаму. Дали е ова квалитетно законско решение или не е квалитетно законско решение, доказ е најавениот штрајк на спортските работници и на спортистите во Република Македонија од осамостојувањето до денес за прв пат. Јас ваков штрајк најавен досега не помнам, можеби вие се сеќавате на нешто такво, па ќе ме демантирате. Втор доказ дека се работи во наводници за многу квалитетен закон е тоа што веќе 2 месеци доцни почнувањето на второлигашкиот процес и во кошарка, и во одбојка, и во неколку други клубови во Република Македонија. Такво нешто досега во нашата држава на спортски план се нема случено. Дека ова законско решение, вие го носите сега во овој момент и вие добро знаете, знаат и колегите пратеници кои што ја пратат оваа проблематика, а најдобро за ова суд даваат спортските работници и спортистите кои велат во еден глас дека ова законско решение е за доцнето, дека оваа влада, не го земајте ова лично кон вас, направи сериозен вакуум во развојот на спортот визави стариот закон, укинувањето и носењето после 6 месеци функционален нов закон. Тоа е ваша лична партиска и владина одговорност. Направите вакуум од 6 месеци во финансирањето на спортските клубови, кој што вакуум придонесе да многу спортски клубови и спортски школи веќе не функционираат, едноставно кажано, односно се укинати. Сносите сериозно голема одговорност и морате да се сочите со овој факт, бидејќи спортските работници, собствениците на спортски клубови и спортски школи се апсолутно незадоволни од односот на оваа влада кон спортот и кон спортските работници, кон самите спортисти. Јас и вие доаѓаме до општина Аеродром, општина единствена во Република Македонија, која што доаѓањето на новата власт локална во сите општини во нашата држава, на првата седница на Советот на Аеродром, прва точка беше укинување на одобрението за градба на новиот спортски центар, односно тениски центар во близина на спортската сала Јане Сандански. Прашајте ги вашите советници од вашата партија, тие гласаа да се поништи дупот во кој што беше маркицата за градење на ваков еден спортски центар. Тоа не беше маркица за градење на згради, на колективно домување, тоа беше за рекреација и за спортување на нашите млади генерации. Имаше план во кој што ќе имаше еден централен терен во кој што ќе се игра, односно ќе господине Джафери, имаше надпревари од меѓународен карактер, какви што во Република Македонија до сега немало. За жал тоа е односот на СДСМ кон спортот. Бил таков јас не сум убеден дека нема да биде. Диме Велковски контра реплика.